Драги мои, добар ден! Време е за вашата црвена линија и денес сме среда, велат среќен ден, а оно што може би е најпозитивно во ова ново издание на црвена линија, што вчера имаме нов телефонски број. Ама зошто? Затоа што на него ќе бидат активни 5 линии на кои што вие можете да се приклучите веднаш. А новиот број ни гласи вака: 02-307-0005. Ако сте подготвени, време е да ви ја соопштам и темата, за која што верувам дека и овој пат, како и вчера, и секој издание на црвена линија ќе имате многу што да кажете. Денеска зборуваме за тоа што финансовите инспектори од денеска во истрага кај фирмите кои со шема користеле струја за домаќинства. Кој го скрои системот за лесно да се манипулира? Тоа е оно што ве прашуваме во црвена линија, а имаме и уште едно прашање плюс, дали треба да се објават имињата на фирмите кои се офајделе на оваков начин. Исто така нема да заборавиме да ве потсетиме да бидете активни и на нашите социјални медиуми, односно на нашите профили, како што е црвена линија на Facebook. Секако задолжително да следите го профилот и на телевизија Телма. Таму ги објавуваме нашите теми, а особено ни е важно да не заследите и на Инстаграм. Со оглед на тоа што и денес на Инстаграм стори е постирана нашата нова анкета. А анкетното прашање за денес гласи: дали владата намерно не го менува системот? Одговарате со да или не. Црвена линија за оние кои што ќе се вклучат во ова денешно издание, секако ќе ги праша и дали би ги бојкотирале фирмите шемаџи. Во продолжение одиме со прилогот на мојата колешка Ирина Чачкова, да се загрееме, а потоа на потек сте вие. Околу 2500 фирми осмислиле ИТАР план за да дојдат до поевтина струја од онаа која ја добивале на отворен пазар. Нивните бројла ги префрлале или на физичко лице, или пак на новата фирма која ја формирале за да може да дојдат до струјата од регулираниот пазар, од каде се снабдуваат домакинствата и малите потрошувачи, дознава Телма. Станува збор за пренамена на сопствеништво на 3000 струјомери. Овие фирми се уште се на регулиран пазар и со месеци црпат струја од домакинствата. Нивното присуство таму веќе почна да прави проблеми. Тоа се докажува и со соопштението од влада, во кое се наведува дека во испораката кон Евана Хоум ќе бидат вклучени одредени количини на електрична енергија по цени кои се исти со производствената на ТЕЦ Неготино, односно која е повисока од онаа на регулиран пазар. Токму ваквата набавка може да направи притисок врз цената за домакинствата и тоа од следната година, нешто на што одамна предупреди регулаторната комисија. Токму ваквиот увоз на струја може да предизвика притисок врз цената на домакинствата од 1 јануари, нешто на што предупредуваше регулаторот уште од многу одамна. Листата на компаниите шемаџи е долга и сите надлежни институции ја знаат, но и покрај тоа што тие нанеле голема штета на буџетот, а од друга страна направиле и профити, ниту една институција не сака да ги каже. За ваквата шема во јавноста се зборува само за општините, но не и за имињата на големите шемаџи. Моделот да се дојде до поевтина струја се користи уште од почетокот на годинава. По неколку месеци молк, институциите ќе ја спасуваат струјата која наместо домакинствата и малите потрошувачи ја трошеле овие големи фирми по добро скроена шема. Од финансиската полиција најавија дека од денеска ќе тропаат на нивните врати, а по завршувањето на проверките согласно надлежностите се доставува известување до надлежните обвинителства. И од УЈП потврдија дека ќе свикаат координативен состанок со сите засегнати страни. Во меѓувреме се чека обвинителството да пресече како кривично ќе се гонат овие индиции на злоупотреби. Откако цената на струјата на берзите почна неконтролирано да расте, околу 12.000 потрошувачи пребегаа на регулираниот пазар. Пред да го направат тоа, формирале фирми керки со по 20 вработени, со кои направиле закуп на броилата на фирмите мајки. Со ваквиот модел им се отвара патот да користат субвенционирана струја како за домакинствата и за малите потрошувачи. Индустријски компании, ланец маркети, аптеки, казина, осигурителни компании, мобилни оператори, речиси сите општини, се само дел од оние кои го изиграле законот и дошле до поевтина електрична енергија. А сега, како што и реков, на потек сте вие, телефонскиот број е 02-307-0005, задолжително намалете го тонот на ТВ приемникот да зборуваме преку слушалка. И секако ве потсетувам, со новиот број имаме 5 активни линии. Веднаш вклучуваме гледач. Добар ден!
Да, добар ден. Прво што ве прашуваме, дали би ги бойкотирале фирмите шемаџи и според вас кој го скрои системот за лесно да се манипулира? Ќе ги бойкотирам од секоја позиција, затоа што тие фирми краделе струја од нас, граѓаните. Над 100 милиони евра е украдена електрична енергија од тие фирми, големи, ќерки, снаи, луки, да не ви кажам, тоа е срамота да се зборува. Али сега овде на потек, покрај финансова полиција, на потек е и обвинителството. Подхитно треба да отвори постапки, не тоа координативно тело, што вика УЈП да отворане, не. Тука е работа на финансова полиција и на обвинителството. Тие се два органи кои што треба подхитно да се отворат и да се казнат кривично. Не е тоа не кривично како вика, да не се гонеле кривично. Не, како што се гонат сите граѓани во Република Македонија, истото право во кривичниот закон треба да биде и за фирмите кои правеле голем, ова е голем криминал, да знаете. Ова не е мал криминал. Плюс, ова е измама, ова е затајување на тие даноци. Тие даноци ги затајувале на наш грб поделе на граѓаните. Јас затоа го повикувам и финансова полиција и јавното обвинителство подхитно да ги спроват на видење, да видиме кои се тие фирми што краделе граѓанинот во Република Северна Македонија. И владата да не остани нема, да излезе сообщение и да ги повика сите на одговорност. И благодарам многу. И Црвена линија, благодарна вие што се вклучивте и бевте првиот гледач во ова денешно издание. Со оглед на тоа што имаме 5 активни линии на телефонскиот број 023070005, вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер, може и така. Дали би ги бойкотирале фирмите шемаџи и според вас кој го скрои системот за да може лесно да се манипулира? Благодарение и на вас, па вака и сите чегаџи стана шемаџи и подржавала и така кој ќе дојде ќе даде по нешто и има удел. Ама заборавија една работа и многу други, како Ердоган и многу други што знаат како се гради држава, а како се разградува. Најлесно е дај им на сите право и ќе видиш кој колку плаќа. Благодарение и вие седите сега без пари трошите струја. Сега од каде? Да знаеме ние кој краде во држава. Само се прашуваш кој краде во држава. Тоа е срамотно што го зборувате вие на телевизија такви теми. Па ги одновте народот и за вода и не знам уште што не. Па затоа треба да си засукат ракавите оние по канцеларии, понесниот фонд и на машките и на женските, малку да се ојачат, да работат некои физички работи. Има разни фирми, фалат занати, а они се учени само за книгата. Данокот. И султанот се буни, војската нема кој да му е најаде. Он е во канцеларија ќе ја најаде. Ајде друг пат повеќе. Сега го благодарам што и ве ги искористивте вашите 90 секунди и активно се вклучивте во денешната дискусија на Црвена линија. Секако ќе ве потсетам задолжително да кликнете и на сајтот на telma.com.mk. Ќе бидете брзо и квалитетно информирани, а меѓу другото ќе можете да ја прочитате и новата вест, каде што ИСМ ги подготви договорите за субвенционирана електрична енергија. Всушност дел од прехранбената индустрија, водостопанствата и училиштата ќе можат да се пријават за снабдување со електрична енергија од ИСМ продажба. Многу повеќе доколку кликнете на telma.com.mk. А ние се префрламе на гледачите. Тоа е приоритет. Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Одлично ве слушам, мене тоа ми е најважно, па еве според вас дали би ги бойкотирале фирмите шемаџи и уште едно прашање, кој го скрои системот за лесно да се манипулира? Прво да ви одговорам на прашањето, според моје мислење, треба да се објават имињата на фирмите кои што остваруваат огромен профит на грбот на граѓаните. Првото прашање, а за другото прашање, значи која смисли шемата. Прво, во Македонија, кога има одредено законско решение, пратениците кои што го гласаат во собранието, прво се наоѓа дупка, како може да се заобиколи законот, па потоа се носи закон.
може, знаете и вие, голем дел од пратениците што седат во пратеничките клупи, предходниот мандат и овај мандат, има голем дел доктори, кои што местото им е да лечат луѓе, а не да седат во пратеничките клупи, така да тие имаат многу малце познавање од областа на енергетиката, така да многу лесно фирмите е најдат дупката во законот и си направија загуба, си направија за себе добивка, да ги оштетуваат граѓаните. Дали според вас владата намерно не го менува системот? Тоа не е анкетно прашање. Па, мислам дека ќе го смени системот владата. Добро, благодарам многу тоа што се вклучивте во црвена линија. Ве потсетувам, можете активно да коментирате, шернувате и лајкнувате секако и на Facebook црвена линија. Таму имаме таков профил и ќе потсетам дека нашите теми се објавуваат и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Ама Инстаграм има активна анкета. Ве охрабрувам во овој момент, ако не сте на заследиле, направете го тоа и кликнете на Инстаграм стори црвена линија. Таму ве прашуваме како и гледач од пред малку дали владата намерно не го менува системот. Одговарате со да и не. А какви одговори ќе ни даде следниот гледач? Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако вие сте тоа на црвена линија. Прво едно мора да се сложиме дека ние сме махери, да направиме дубари, да направиме оно што ни е во наш интерес, независно од тоа дали ќе ги оштетиме граѓаните, ќе имаат помалку струја, ќе имаат помалку вода, така да ние го гледаме личниот интерес. Така да овдека овие фирми имаат пари, имаат моќ да завработат одреден број на луѓе кои што ќе го манипулираат тој систем и за сметка на нив, значи ќе бидат прикажани како да се тие корисници, а сметката ќе им ја платат тие големите. Еднаш за секогаш треба да бидат казнети сите тие што манипулираат. Ако тие бидат дебело казнети, ако тие бидат санкционирани добро и ако бидат јавно во медиумите кажани кои се тие нечесни фирми кои што сакаат да го изиграат законот, тргнувајќи од газоначалниците, па завршувајќи до фирмите кои што се далеку помочни од сите останати. Што да каже овој јаден народ каде што имаме негде као 80% живеат со минимален личен доход или минимална лична пензија и не може да врза крај со крај. Еднаш за секогаш. Значи, законот да проработи. Ние имаме закони, но не ги применуваме. Треба да се применат тие. Внимавајте на тајмерот 90 секунди, автоматски се прекинува и секако благодарам и вам што и ве се вклучивте во денешната дискусија. Потсетувам за оние кои што можеби подоцна се приклучија на црвена линија. Денес зборуваме, темата е финансовите инспектори. Токму од денес се во истрага кај фирмите кои со шема користеле струја за домакинствата. Кој го скрои системот за лесно да се манипулира? Тоа е оно што прашуваме во црвена линија. Според вас треба ли и јавно да се објават имињата на фирмите кои што се офајдија на оваков начин? И меѓу другото, дали би ги бойкотирале фирмите шемаџи? Добар ден за новиот гледач. Ало, добар ден. Секој добро и вам. Видете, не треба многу да мислите која скрои шемата. Премерот им го дадаа општините. Први кои општини беа во Македонија што беа фатени дека крадат струја на овој начин. Мислам дека беа Штип и уште некоја друга, така ли е? После тоа се поставува прашањето сега овдека, многу ме интересира, а тоа е дека Евана Хоум молчи. Пазете, Евана Хоум во два случаева е оштетена. Тоа е во Делчевски ниви и во овој случај овдека, и она молчи. Не се јавува како оштетена, а кој ќе ја плати тога струјата, се прашувам на Елем. Тоа е една работа. Втората работа, овдека се работи за класично дело измама. Значи, свесно, со умисла е изигран законот и покрај тоа што не смееле и направиле измама на системот. Така да, што се мисли ОЈО дали ќе поведе истрага? Па ако поведува истрага во случајот Меѓународен сојуз, каде што имаше договор на две страни меѓусебно, па најдоа дека Боки го измамил Цилјан
од Битола и оној другиот од Струга, тогаш ги прашам што во овој случај не ми е јасно, па се мислат дали ќе поведат истрага. А според вас, кој го има скроено системот лесно да се манипулира? Абе, видете, мозокот се знае. Треба да се почне од почетокот. Државата ги опомена општините да не се играат играчки со формирање вакви предпријатија. Значи, вратете ги прилозите назад, новинарските, видете кој прави општини во Македонија почна, кој ми ја даде шемата за формирање вака за црква. Благодарам многу, ќе потсетам уште еднаш колку пати е неопходно да се внимава на тајмерот за да не изгледа дека ве исклучуваме и секако големо благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Ќе потсетам 5 активни линии на Црвена линија од вчера со оглед на тоа што имаме и нов телефонски број 02307 0005. Што ќе ни каже новиот гледач? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме, Црвена линија? Добар ден или добро вечер, како да кажем, све исто. Па сега, како гледаме по тоа какво е времето, можеме слободно добро вечер. Значи, откриена електрокриминална шема точно, меѓутоа што чекала до сега за да се открие? Значи, нашиот закон, ја не знам какви дупки има и зошто дозволуваат. Меѓутоа, пак ќе кажам, ова е сознање на владата. 100% тоа се нивни пријатели и роднини, како што кај нас тоа си е шема некоја нормална секогаш и секаде, така да ова за мене не е признање. Меѓутоа, што прави управа? Што прават ајде други институции, немам време да наредувам. Значи имаме толку институции што треба да спречат и да лечат. Меѓутоа треба прво да се спречи, а не да се лечи. Сега, на овие сите што направиле, пошто тие се сите толку финансиски мокни нафатирани фирми, ова не го направил некој што нема, и кај нас за жал секој пат е така. Сега нив треба едно 3-4 кратно да си ја наплатат струјата. И ни случајно народот не смее да им ја покачат струјата на народот. Затоа што народот си плаќа поштено и на време, а вакви криминалци со криминални шеми треба да се казнат. Сега владата не треба да гледа низ прсти и да наоѓа дупки во законот, како што нашле они дупки. Ова, значи, не е ништо случајно, не може никој да ме убеди. Затоа, кога се регистрира, се префрла, се става саат едно, друго, тоа не иде така од руков и тресено. Се гледа кој, каде, што и како. Така да ова мора подхитно да се плати. Благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Продолжете да не следите и ве слушаме различни ставови, видувања, но она што ќе потсетаме, внимавајте на тајмерот. 90 секунди одат за нов гледач. Верувам дека го имаме 5 активни линии на новиот број, па ќе речам добар ден или добро вечер. Добро вечер, како сака. Како ни одговара, но сега кој имаме прашање до вас, дали би ги бойкотирале фирмите шемаџи, според вас кој го скрои системот за да може вака лесно да се манипулира? Не. Како да ви кажам, во програма сум, нели? Да, секако продолжат. Мислам дека Тина, ако ме слушаш убаво беше таа емисијата Бел и Црн бумбар. Таа мислам дека беше твоја. Не беше. А еве што мислите за ова последно случување? Не знам кој беше изумот, нели чија беше таа емисија. Мислам дека Црн и Бел бумбар треба да си ја направиш ако може некаде. Или не знам. Па еве доволно сум црна за да бидам црн бумбар во моментот, но што ќе ни кажете на темата, дали според вас треба да се објават имињата на фирмите? Како не треба? Човекот го фатиле за деца со магаренцето набрал дрва од пола кубик или 0,30, го зеле магаренцето и колата со се дрва. И го оставиле на пат, значи нема пари да се купи дрва, а нема ниту помош од државата нели за таа ралива категорија и сега него го објавуваат на телевизија и па и на Facebook и на сите овие. Лицето тоа и тоа и тоа во билтенот полициски го фатиле со дрва. А овие комитто, големите комити, тие не смееме да ги објаваме. Па тие треба одма на лице место да одат право да ги гледаме како ги апсат и како ги затварат. Ама нема. Мислам, доволно беше еден пример. А според вас кој го скрои системот? Времето истече. Ја ќе потсетам дека треба да се вратите на
секогаш на темата и не ја пропуштајте можноста 90 секунди да ги искористите токму за да го слушне јавноста вашето видување и секако став на она за што зборуваме. И ќе потсетиме уште еднаш, финансовите инспектори од денеска во истрага кај фирмите кои со шема користеле струја за домакинствата. Кој го скрои системот за да може лесно да се манипулира? Тоа е прво што прашуваме. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ало? Добар ден, црвена линија. Дали сум во програма? Секако и тоа во црвена линија. Повелете. Браво. Значи, ве гледам стално. Мило ми е што ве гледам. Вас како водителка, ама не ве слушам, зашо? Не ме слушате убаво? Да. Не зборуваме преку слушалка? Јас преку слушалка, да. Одлично, јас ве слушам одлично. Па еве, што ќе кажете за денешната тема? Би ги бойкотирале ли фирмите? Вака сега, што ме слушате, јас не мора да ве слушам. Значи, јас не ке му уопште да зборувам за вашите теми. Само да ми слушате. Ја не ве слушам, воопште не ве слушам. Ало? Да, продолжете. Ама не ве слушам ја, вас ништо не ве слушам. Па сите ве слушаат, ве слушам и јас. Што велите дека зборувате преку телефонска слушалка, не верувам дека е лоша конекцијата. Јас ќе ги охрабрам сите гледачи понатаму што ќе се јават. Пред се имаме активни 5 линии, нов телефонски број 02-307-0005. Она што бараме од вас е само да се држиме до темата, а секако имате, верувам, како став и мислење за последните случувања, каде што фирми со шема користеа струја за домакинства. Она што ве прашуваме е кој го скрои системот вака лесно да се манипулира, секако треба ли да се објават имињата на овие шемаджи, ќе ги наречеме, и дали би ги бойкотирале овие фирми? Што ќе ни каже новиот гледач? Добар ден. Здраво, црвена линија. Здраво и од нас. Добре ни дојдовте во црвена линија. Барам дупло време да образложам кратко. За жал, 90 секунди. Не можам да отстапам од правилата за сите. Повелете. Ова е последица, една од последиците на уништениот суд. Нема нормален суд, има полтронски, зависен, подмитлив, невидено подмитлив суд, и затоа нема страфоотказливост, и затоа се прави све вон правото, а постигнуваат наводно право. И да оди на суд некој, нема, кога е некој 100% во право од обичните граѓани, ако е поголема сума на побарување, тужбено барање, тужената страна ќе потплати или врски дебели ќе фати и правото не важи. Значи нема страфоотказливост, а тоа е последица после приватизацијата, после 93 година. Монструми богаташи уништија фирми, дефект на приватизација. Монструозно створија брзо пари. Во Запад може 3 генерации треба за некој кој створија толкава сума, како Минчо Орданов, Трифун Костовски, покојниот Джинго, да не ги редам. Полно. Многу има. 100. Треба ли да се објават имињата на фирмите? Така. Благодарам многу што дадовте одговори на ова прашање. Доколку ви се малку 90 секунди, се уште траеме како црвена линија, обидете се уште еднаш, така ќе добиете уште нови 90 секунди. Правилата се важат за сите. Да не должам многу. Нов гледач, верувам дека имаме. Добар ден. Ало. Секој добро и вам, вие сте во црвена линија. Ало. Да ве слушаме, во црвена линија сте. Добар ден. Јавувам на Кичево. Голем поздрав до Кичевчани. Како сте? Супер е емисијата. Благодарам. Што ќе кажете на темата? Дали би ги бойкотирале фирмите кои што влегоа во оваа шема? И според вас, кој го скрои системот за да може да се манипулира? Да. Освен да, дали имате нешто повеќе? Бога ми со ова скопотија не знам што ќе правиме. Дали според вас владата намерно не го менува системот? А не.
имате се уште време, дали би сакале поопширно еве да ни кажете кое е вашето видување? Треба ли да се објават имињата на фирмите? Па да се поевтини ово ценава што е лебо продукција. Така, тоа зборувавме вчера. Еве за ова шема на фирмите гиганти кои што користеле струја за домаќинства? Што ќе кажете? Треба да се спускат ценија, не да се зголемат уште. Добро, ако е тоа се, бидејќи остануваат уште само 10 секунди. Голем поздрав тогаш до вас и до сите оние кои што не следат од Кичево. Јас верувам дека некои од гледачите навистина треба да искористат можноста, за тоа и постоиме. 90 секунди е времето, па очекуваме да имаме и поопширни одговори. Охрабрете се и кажете го вашиот став. Многу повеќе од само едно да или не. Благодарам за гледачот кој што се вклучи. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно да зборувате, ве молам. Добар ден, поздрав за емисијата, поздрав до водителката. Голем поздрав и до вас. И фала. Сега јас ми кажам бакам за струјата, за крадење на струја. Но на мене не ми е јасно, ако на пример јас земам струја струјомер да го пријавам на пример на син ми, ќе имам многу на пример трчкалици, не може да стасам. Значи од канцеларија на канцеларија. А овие сега за овие големите, овие сигурно су нив, што крадат струја. Дали ово за нив магаре? Од оваа нива ќе го врзам, ќе го одврзам, по другата ќе го врзам. За нив е тоа така. А за нас, победните луѓе, како да кажем, редовните плаќачи, значи имаш еден струјомер кој не го користиш, плаќаш 180 денари струја, 100 денари трошко, значи 270 денари. Значи 100 денари. Мене ми е јасно како може така, значи од нас обичате да крадат, а овие големите, да ги наречам апаши, тоа што толку многу крадат, што ние бедните платници, ромашите плаќаме и за нив. Како може така строемери да пријават од син на ќерка, од ќерка на син, па на жена? Ова навистина е чудо. Значи, треба ли да се објават имињата на фирмите? Молим? Треба ли да се објават имињата на фирмите? Треба јавно се објават. Како јас ако крадам нешто право, одма ми ја пријавуваат. Па треба и тие да се пријават, да знаеме кои се овие. Ние знаеме дека се близки на власта. Заштом толку се крие, овие се на власта? Не може да бидам јазика? Пријатно и поздрав. Поздрав и до вас. Благодарам многу што искористивте можност да кажете ваш став. Тоа е оно што се очекува. Продолжуваме понатаму. Добар ден за нов гледач, верувам. Добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Моето мислење е да се објават јавно фирмите и струјата што ја користеле досега да им се наплати двојно. Затоа што ние, како приватни, имаме надплатено веќе за 3 месеци 4 струја, која што ни е непрочитана, а сме ја платиле. Како може ние да плаќаме струја унапред, што ја немаме потрошено, а они да плаќаат таква струја? Тоа е моето мислење. Според вас, кој го скрои системот за да може да се манипулира? Па тие што се близко до струјата. Не може народо. Не може обичниот пратеник или обичниот граѓанин или обичниот народ да ја скрои. Значи, скроена е од тие што се близко до ЕСАМА, до ЕВАНА, до... Значи, подхитно да се објават фирмите и да им се наплати дупло на потрошената досегашна струја. Дали владата намерно не го менува системот? Па намерно, затоа што они имат корист. И дали би ги бойкотирале овие фирми? Да, ако би ги знаела, тие фирми би ги бойкотирала. Дали тоа би било се, бидејќи ви останува уште? Да. Добро, благодарам многу и вам за вклучувањето во црвена линија. Ке ве потсетам, бидете активни и на секако Facebook, таму имаме профил Црвена линија и оние кои што немаат профил на Инстаграм, отворете веднаш, кликнете, побарајте некако Црвена линија и не заборавајте да го дадете вашиот одговор на нашето денешно анкетно прашање, кој што впрочем го поставуваме и до гледачите, а тоа дали владата намерно не го менува системот. Одговарате со да или не. А да видиме што ќе каже новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам, вие сте во Црвена линија. Значи, вака сега, оваа ситуација со струјата
викаш еден инспектор Мамли, знао сам уште пред време. Кога почна да се поставува тарифниот правилник, слушате? Да, продолжете, ве слушаме. Значи тарифите на 3 нивоа, кога кажа директорот на агенцијата Бислимовски дека има потрошувачи над 1000 киловата, со 30.000 киловата, со 50.000 киловата месечно, разбирате? Така. Тоа значи, јас ја познам таа област, потрошувачка во фамилија да биде до 1000, 2000, максиморум. Ова со 30.000, викам, овде има нешто сумнително. И предпоставував, и тоа најверојатно се случува, дека пријавен струјомер на броило на куќа, а зад куќата има фабрика, ме разбирате ли? А таму не дозволуваат да се влезе, дистрибуција да влезе и да провери. Таму е проблемот. Ова што е прашањето, не знам дали намерно или ненамерно, меѓутоа факт е дека во оваа држава кој стигне, зафаќа. Разбирате? Да не кажам што. Дали сте за тоа да се објават јавно имињата на фирмите? Па, секако би требало, ама не верувам да виду не верују, вика Куманове, знаете? Нема да ги објават. Меѓутоа, барем да ги сопрат. Како тоа 30.000 киловати домаќинство. Срамота. По тарифа. Цениме што се вклучивте во Црвена линија. Големо благодарам секако и ќе потсетам, внимавајте само на тајмерот. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добро вечер. Прашање до вас, дали би ги бойкотирале фирмите шемаџи и кој според вас го скрои системот за да може да се манипулира? Секако би бойкотирал некој кој криминално работи, ненаситно, додека народот нема леп да јаде или потечење страдаат, во многу фамилии немаат чаша млеко да се напијат, а неки милиони евра да прави профит, секако дека би реагирал. Оти тоа е човечки и цивилизирано. Многу е злобно да поддржуваш ваква уништувачка криминална власт. Овие од туи, мислам дека ја чувствуваат за воен плен цела Македонија. Не само Кичево, да имаше на изјава вани на изборите, дека Кичево го чувствувале воен плен. Цела Македонија му е воен плен. Царови се, крадат, лупаат, според вас кој го скрои системот за да може да се манипулира? Молам? Кој го скрои ваквиот систем за да може лесно да се манипулира? Системот е скроен уште во Швајцарија, ако памтите, кога беше Заев таму, нели кога му вети, рамки нема да има, албанизација на секоја клетка во Македонија. Ама зборуваме за струјата и фирмите, не зборуваме за албанизација. Дали памтите сега пред некој месец тој синот на шофери, што е газда на фирма за увоз на струја, како го дерчеше, овој како го викаат од регулаторнава комисија, јавно пред цел народ. Ама тоа не е тероризам. Нашите македонци кои се во затвор по 16 години што ја бране Македонија, тие се терористи. Ама тој криминалец што сам човек фирма од дуи син, нели, од шофери увезува. Благодарам за вклучувањето и веќе посетам сите оние кои што во продолжение ќе се вклучат, ве молам држете се до темата. Ќе потсетиме, денес зборуваме за тоа дека финансовите инспектори точно од денеска се во акција, подобро да речам, ја стартуваат истрагата кај фирмите кои со шема користеле струја за домакинства. Она што денес ве прашуваме, кој го скрои според вас ваквиот систем за да може лесно да се манипулира, дали треба да се објават фирмите, имињата на фирмите кои што ја направиле оваа шема и дали би ги бойкотирале вие како потрошувачи. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Секој добро, Црвена линија? Црвена не е црвена, ова е црна линија. Ова е црна линија, не е црвена. Зошто е црна линија? Ради темата ли? Затоа што ти пред малку се рече дека си црна, ама не си црна, калеша си. Ајде да зборуваме за темата. Дали може да ми кажете дали кој според вас прво го скрои системот за да може да се манипулира? Нелегитимната влада, нелегитимниот преседател, нелегитимна држава. Тоа е тоа. Дали според вас треба да се објават имињата на фирмите од оваа шема? И то одма. И то одма во цел свет да се знае треба се. И се да се исклучи, тоа е се нелегитимно.
Дали би ги бойкотирале фирмите доколку ги знаете? Јас, како Пејо од Мариово, би бойкотирал одма се. Тоа е се што имате да кажете? Ви останува уште малку време. Како да е, благодарам за гледачот од Мариово што се вклучи. Ќе потенцираме, имаме гледачи кои што се покуси од 90 секунди. Некои гледачи сметаат дека и тоа е многу малку. Како и да е, отворени сме и понатаму, имаме нов телефонски број, но и 5 активни линии на него. Новиот број е 023070005. На него нов гледач, верувам. Добар ден. Добар ден, Тина. Секој Јас добро. сакам да кажам нешто. Да кажеме на темата, Иве, дали сметате дека, според вас, кој го скрои системот за да може да се манипулира? Јас, како е телевизора или... Преку слушалка зборувате, така ли? Да, преку мобиле. Така, според вас, Јас кој да го ви скрои кажам, системот Тина, за да може да се манипулира? Сакам да кажам само нешто. Криминал и корупцијата веќе во светот на нашата најмила држава, што ја сакав најпоќе, што се наверав, Тина, што верва во власта, што верва во парламентот, во нашиот народ, мил народ македонски, што го сакав најпоќе од се на свет. Ама токав криминал толку влегва дома, влегуваат, дајте ми ова, дајте ми она, ми извалкаја се. Според вас, треба ли да се објават имињата на фирмите кои што се дел од оваа шема? Па дали да се објават, тоа фирмите, тие не вршат некоја, дали вршат некоја функција фирмите, дали фирмите во власта, во Македонија, тие си работат. Ете, например, работници работат. Ете, стваруваат плата. Добро да му се покажи плата, тоа нормално. Но работниците се за греф. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Ке потсетам пожелно да се држиме до темата и она за што зборуваме денес. И меѓу другото, ќе ве посетам задолжително кликнете и на telma.com.mk. Последна вест е дека ИСМ ги подготви договорите за субвенционирана електрична енергија. Од денеска финансовите инспектори и се во истрага, започнува нивната истрага кај фирмите кои со шема користеле струја од домаќинствата. Тоа ни е темата. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден, дали се слушаме на 023070005. Ке потсетам дека имаме 5 линии кои што се активни во моментот на еден телефонски број. Овој новитет е направен со леснотија да можете да бидете вклучени во црвена линија, што значи слободно вртете го телефонот по секој излагање на гледачке, можете да бидете активни. Ама ние сега во продолжение ќе пуштиме реклами и доаѓа времето за резултатите од анкетата. Време за соопштување на резултати од анкетата. Сите инстаграмџи гласа, односно дадоа одговор на денешното прашање, кој што гласаше дали владата намерно не го менува системот. И еве ги резултатите. Со да одговорија 90%, а со не одговорија 10%. Јас ке им се заблагодарам на сите што зема учество во денешно издание на Црвена линија. Утре ги очекувам и оние кои што не го направиле тоа да го направат. Ве препуштам на програмата на Телма телевизија и повторно јас и вие заедно во истиот термин утре. Довидување.